Добар ден. Викенд изданието на Централниот дневник вообичаено посветен на вестите од културата. Да погледнеме што ни подготви нашата редакција. Новата книга «Околу 3 по полноќ» од Димитрije Дурацовски беше промовирана во понеделникот пред читателската публика во Скопје. «Околу 3 по полноќ», која е прва публикација на Дурацовски, по пауза од една деценија, е уникатно издание, отпечатено со две различни корици – празничен примерок и делничен примерок. На неодамна доделените награди на Македонската асоциација на издавачи на саемот на книгата, книгата освои второ место во категоријата за највпечатлив целосен дизајн, корица и внатрешност на издание за возрастни. «Околу 3 по полноќ» е многу нешта: хибридна проза, експериментален роман, несекојдневен дневник, прегратка меѓу текстуалното и визуелното, меѓу дарбата и знењето, но над се раскошен каталог на едно широко време и едно длабоко постоење. Во книгата се вклучени повеќе од 120 фотографии, плакати, омоти од книги и плочи, како и уметнички слики. Со целосна реализација на хибридниот текстуален концепт и на визуелно ниво, делото е во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. Обновениот туристичко-културен комплекс Македонско село повторно се врати на мапата на атрактивни дестинации не само за странските туристи, туку и за домашните гости. На свеченото отворање во средата беше и нашата колешка Нела Соколовска. Етнокомплексот Македонско село повторно ги отвори своите порти и одново се најде на туристичката мапа за посета од страна на домашните и странски гости. Редицата настани посветени на повторното отворање на возобновеното Македонско село беше официјално заокружена со голема свеченост која се одржа во самиот комплекс. Македонскиот традиционален дух на туристичкото место го оживува концесионерот Ла Тераса на ХСХ Груп. За предизвиците околу самото отворање прозборе представничка од ХСХ Груп Симона Милковска. Беше предизвик, меѓутоа смислам дека се справивме доволно добро со предизвикот и успеавме да го вратиме сјајот на комплексот со тоа што повторно ќе биде вратен како понуда за домашни и за странски посетители. Во моментов имаме случајно тоест имаме договорено состаноци за средби со туроператори странски со цел тие да го збогатат веќе она што го имаат понудено како туристичка програма за нашата земја и да ги донесат пред се странските туроператори странците да ги донесат во комплексот, додека на пример за домашните гости ќе имаме различни културни настани кои што ќе збогатат програмата на главниот град и со тоа ќе има програма која што ќе има возможност на домашните посетители да уживаат во едно ново културно место. Комплексот Македонско село се состои од 12 автентични тематски куќи кои ја прераскажуваат многувековната историја на Македонија. Секоја куќа со својата сопствена архитектура представува по еден град од Македонија. Беровска, Делчевска, Кумановска, Реканска, Струшка, Прилепска, Тетовска, Кратовска, Галичка, Битолска, Велешка и куќа од Скопска Црнагора. Седмото издание на филмската ревија «Златна рамка. Денови на македонскиот филм» во организација на Друштвото на филмските работници на Македонија се одржува во киното Фросина, во Младинскиот културен центар. Во текот на трите фестивалски денови «Златна рамка» ќе биде централното случување кое ќе ги обедини филмските професионалци, авторите, актерите и љубителите на седмата уметност на едно место. Македонските филмски остварувања во изминатата година беа представени од 26 до 28 јуни во киното Фросина во Младинскиот културен центар во рамките на седмото издание на Златна рамка Денови на македонскиот филм што го организираше Друштвото на филмските работници на Македонија. Иницирана како дел од стратешката програма за афирмација на филмската уметност и поддршка на домашната продукција, филмската ревија «Златна рамка» се етаблира како еден од клучните настани во македонската културна сцена.
Покрај тоа што е филмска ревија, Златна рамка представува и платформа за професионален диалог, каде филмските автори, продуценти и актери дискутираат за релевантни прашања, ги споделуваат своите достигнувања и остваруваат соработки. Во рамки на тридневната ревија, присутните уживаа во богата програма со различни долгометражни, кратки и документарни филмови од најновата македонска филмска продукција. Имено на програмата беа представени остварувањата на режисерите Елеонора Венинова, Халим Лута, Надежда Панов, Трифун Ситниковски, Васил Христов, Димитар Оровчанец, Игор Иванов, Сердар Акар и Арсим Фазлија. Годинашното издание се совпадна со јубилеот 75 години од основањето на Друштвото на филмски работници на Македонија. Во знак на јубилеот, постхумно беа доделени 7 плакети на професионалци кои со својата работа оставиле значајна трага врз македонската кинематографија. Јован Бошковски, Кирил Билбиловски, Никола Лазаревски, Јордан Јаневски, Делчо Михајлов, Ѓорги Ѓоргиевски и Милослав Крстевски. А исто така беа доделени и почесните награди Златна рамка на 7-то издание на истоимената филмска ревија на добитниците Јордан Симонов, Роберт Јанкуловски и Алисија Феро. Со своето 7-мо издание, филмската ревија ја продолжува својата мисија, да ја представи актуелната продукција транспарентно и критички, да ја доближи до домашната публика и медиумите, како и да придонесе кон унапредувањето и квалитетот на македонската кинематографија преку стимулирање на продукцијската и креативната динамика во индустријата. Манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски кај Крива Паланка повторно е центар на уметноста, инспирацијата и меѓукултурниот диалог. Преку одржувањето на 39-то издание на меѓународната ликовна колонија Свети Јоаким Осоговски. Колонијата представува едно од најзначајните ликовни случувања во Македонија, кое обединува истакнати уметници од земјава и Европа и служи како платформа за размена на идеи, искуства и креативна енергија. Оваа година учество ќе земат реномирани уметници од Полска, Молдавија, Србија, Словенија и Македонија. Во текот на 7-дневната ликовна резиденција, учесниците создаваат нови дела, инспирирани од природните убавини, духовната тишина и богатото културно наследство на Осоговските планини и манастирот. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Довидување.